Разговараме со новата министерка за труд и социјална политика, госпоѓа Рашела Мизрахи. Господјо министерке, добар ден. Добар ден. Која е Рашела Мизрахи и зошто прифативте да бидете министер за труд и социјална политика? Рашела Мизрахи потекнува од старо еврејско скопско семејство, веќе 500 години во Македонија, македонка. Инаку образованието, родена и одрасната во Македонија, образованието го завршив примарно високото образование во Македонија, а подоцна проложив во Канада и во Израел. Доктора науки сум по биохемиски науки на Универзитетот Бар Илан во Израел и по докторирањето требаше да продолжам на постдокторски, односно да го продолжам образованието во Норвешка, меѓутоа решив да се вратам во мојата родна Македонија и тука да го продолжам предизвикот на мојот живот. Инаку, јас сум човек кој што сака да се соочува со предизвици, да ги гледа директно во очи. Човек кој што сака тимска работа и силно верува во тимска работа. Дефинитивно сум феминист и верувам во силата и капацитетот на жените, особено жените во Република Македонија. Ние имаме некоја си генетска предиспозиција да знаеме да сработиме работи. Инаку е човек кој што своите размислувања секогаш ги базира на статистика и силно верува дека без статистика и скенирање не може да се направи аналитика, ниту пак некако да се изменаџира некој процес. Исто така човек кој што силно осудува аналитика која што не е базирана на статистика и референци. Дали знаете со што ќе се соочите во Министерството за труд и социјална политика и какви проблеми ве очекуваат? Во однос на она што предвидуваме да направиме во труд и социјала, се нафатив на оваа работа, заради тоа што, како што знаете, е и чест и одговорност довербата која што се доверува во рамки на вака значајно министерство, Министерството за труд и социјална политика. Претседателот на оваа партија, ВМРО-ДПМНЕ, верува во моите менаџерски способности. Јас лично верувам во моите менаџерски способности. Имам сознание дека во рамки на министерството постојат луѓе кои што со долги години работат во рамки на тоа министерство, високо квалитетен кадар и секако имам и свој тим со кој што ќе влеземе и ќе се соочиме со сето на кој што ќе уследи. Така. Значи вие знаете со што се соочувате конкретно. Сакам да прашам кои ќе бидат точните ваши задолженија во рамки на ова министерство бидејќи сте технички министр? Како што кажав и претходно, значи јас мојата работа ја базирам на статистика од која што ќе уследи одредена аналитика. Министерството за труд и социјала е министерство на проблеми, не само во Македонија, туку и секаде во светот. Во Македонија гледаме наталожени проблеми кои што не се само од изминатите 3 години, туку и со децении наталожувани проблеми кои што се повеќе и повеќе се продлабочувале и тоа кулминира со нефункционален, односно трул систем кој што е засенет и со корупција и криминал и конечно резултатот го гледаме секојдневно и јас и вие и народот во Република Македонија, тоа е сиромаштијата и исилувањето. Не би можела да кажам дека имам магично стапче со кое што ќе ги решам сите проблеми, нарочито во вака краток период од 3 месеци. Меѓутоа можам да гарантирам дека министерството ќе продолжи да работи со квалитетниот кадар, го ценам единствено квалитетот во рамките на моите тимови со кои што соработувам. Ќе бидеме заштитници на правата и желбите на граѓаните. Што нема да дозволите во вашиот мандат? Како што кажав повторно, немам магично стапче за решавање на сите проблеми. Меѓутоа, ќе создадеме една база од која што ќе може да се почне со континуирана силна работа во Министерството и после 12 април. Нема да дозволиме кршење на Уставот и нема да дозволиме кршење на законите. Ќе се работи исклучително согласно Устав и законите, како и ратификуваните меѓународни договори во рамки на Министерството. Конечниот резултат би било општество кое што не живее во сиромаштија. Нашиот народ не е сиромашен народ. Нашиот народ е пред се богат и душата му е се уште богата. Во иднина очекувам дека ќе ги елиминираме проблемите пополека, проблемите на сиромаштија и ќе тргнеме од степен на општество на сиромаси кон општество на среќни луѓе. Со оглед на вашите зборови се чини дека очекувате дека и по изборот на новата реална влада ќе останете на чело на ова министерство. Очекувањата се една работа, реалноста која што ќе се случува е друга работа. Ако ме прашате за моите очекувања, очекувам да ја задржам мојата чест, мојот образ и она што е квалификувано како добро и дадено на доверба од претседателот на партијата ВМРО-ДПМНЕ.